Темата на која што вечерва ќе зборувам е веќе зборувано на таа тема и верувам дека Бог сака да повториме, затоа што едноставно изгубено е тоа. Не го имате во духот, не сте го фатиле во духот. И вечерва ќе зборуваме на темата имаш ли визија? Имаш ли визија за својот живот? Дали имаш визија за својот живот? Дали имаш визија од Бог за својот живот? Размислете малку за ова. Дали имаш визија за својот живот? Од Бог визија дали имаш? Кој има визија тука? Нека од Бог, нека крене рак. Значи, овие неколку луѓе што крена го имат фатено во духот тоа, визија од Бог за својот живот. Ќе зборуваме за тоа. Тоест, ќе повторуваме и ќе зборуваме некои други работи. Еве, например, имаш нова кола и влегуваш во колата и ја палиш колата и ништо, не тргнува колата. Проверуваш, не оди колата, зошто не оди? Моторот некој ти го украл ноќта. Нема мотор. Некој дошол, крадец преку ноќ и го украл моторот. Значи на некој од вас преку ноќ дошол крадецот и ви го украл моторот. Затоа немате визија. Немате молитва. Молитвата е моторот на животот на христијаните. Значи, молитвата е моторот на животот на христијаните. Преку ноќ дошол крадец, ѓаволот, и ви го украл моторот на вашиот живот. Ви е украл молитвата. Ви е украл молитвата. Молитвата е моторот на животот на христијаните. Дошол крадецот и ви украл моторот. И не може да се движите во Господ. Не може. Како ќе се движите без мотор? Така и колата, како ќе се движи без мотор? Така и вие, како ќе се движите без мотор? И сега, зашто не можеш да се молиш? Прашањето е. Зашто не можеш да се молиш? Е прашањето. Може да биде дека си депримиран, демотивиран, обесхрабрен и тоа стои, може да. Но може да биде на се во ова и тоа, и плюс дека живееш во грев. Кога живееш во грев, ти не можеш да се молиш? Нормално дека не можеш. Не си во славата Божја. Како може Светиот Дух да се спушти врз тебе, да пребиваш во славата Божја, кога ти си во славата човечка? Ти омилела славата човечка. Како ќе се молиш? Уживаш во славата човечка. Како ќе се молиш? Не уживаш во славата Божја, не си со Бог, него си со славата човечка. А во славата човечка нема молитва? Нема молитва. Е, што значи тоа во пракса? Секој од вас може да се преиспита вечерва и наредниот период. Што значи тоа дека уживате во славата човечка? Некој од вас. Тоа значи ти омилела славата човечка, ти омилел гревот. Ти не можеш да живееш во славата Божја ако не го намрзиш гревот. Некој од вас го љубат гревот. Го љубат. Го љубат гревот некој од вас. Го љубат грешниот живот. Се восхитуваат на грешниот живот на незнабожците, им завидуваат. Им завидуваат. Тие имаат убав живот, убави жени, убави коли, си спијат со дечковци, со девојки пред брак, супер имени, едноставно ќе се земат, си флертуваат, крадат, лажат, пак убаво живеат. Јас ви кажувам дека не живеат убаво. Не живеат воопшто, во тие не се срекни, тие немаат Божјата радост, на такви ќе им завидувате. Сето лага. Ѓаволот ве лаже да им завидувате. И ако сте го засакале гревот, јас ве замолувам да почнете да молите да го намразите гревот. Оти ти не можеш да го намразиш гревот ако не сакаш да го намразиш. Ако во своето срце си одлучил да го сакаш гревот, ти ќе го сакаш. Се треба да одлучиш да го намразиш гревот. И кога ќе одлучиш да го намразиш гревот, моли се. Јас го сакав гревот. Јас поверував во Христос,
Ама се уште не можев да се дефинирам, да речеме, првите месеци, затоа што го сакав гревот. Пушев цигари, ја сакав да пушам цигари. Да, сакав гревот, убаво ми беше. И кога сватив, откровение добив дека јас го сакам гревот. Почнав да се молам, о Господе, те молам да го замразам гревот, и го замразив. И слава на Господ за таа омраза во мене кон гревот. Јас го мразам гревот, го мразам од дното на својата душа, го мразам гревот во светските луѓе. Го мразам тоа што се лицемери, што се лажни, се прават добри, се прават фини, а едноставно не е тоа што го покажуваат. Тие покажуваат само 1% од вистината во животот. Се преправаат, глумат. Дури и некои христијани го живеат тој живот. За жал. Сега може би некако светските луѓе 1% тоа што го гледаше вистина, може би 50-70% е тоа вистина. Или 30% вистина е кај некои христијани, ама не треба тоа да е така кај нас. Ако барем не е 90%, тогаш ти си промашен христијанин. Ако барем 90% не е вистина тоа што се прикажуваш, кој си, што си, ти си промашен христијанин. Ти си промашен. Спасение немаш. Немаш спасение. Што ќе се случи ако вечерва умреш? Кај ќе отидеш? Ти не знаеме кога ќе умреме. Не знае, никој од нас не знае што може да му се случи. Никој не знае. Ке излезеш надвор, ке те удри, може би кога? Ние веруваме дека се ќе биде добро. Господ не просведочува, Господ не води. Оние што го бараме. Ама има и фактори, проклетство врз нашите животи, кои што се уште не сме ги открили. Има фактори, ѓаволот меша прсти. Има фактори, а посебно еве за овие што викам 30%, тоа што се представуваат, живеат во Господ 30%, се друго 70% е лага. Што со нив? Плюс грев. Кога човек има грев, го ризикува својот живот. Сакате да живеете на ризик? Тала не, јас не сакам. Јас не сакам да живеам на ризик. Јас живеам на ризик во Господ, во вера. Ама не сакам својот живот да го ризикувам. Спасението животот, на тоа мислам. Па и земскиот живот го опфаќа тоа, ама спасението пред се. Значи, пак ќе повторам, ако не го намразиш гревот, не можеш да го оставиш. Не можеш да го оставиш гревот ако не го намразиш. Молете за да имате омраза кон гревот. Некои од вас грешат затоа што го љубат гревот. А кој го љуби гревот? Не го сака Исус. Кој го љуби гревот не е Божие. Кој ја љуби човечката слава? Не е Божие. Не е Божие. Му милела човечката слава. Му милел гревот, му милел грешниот живот на развратниците, му милело друштвото на развратниците, ужива во друштво на развратници, што викам, еве вие младите уживате во друштво на луѓе кои што спијат со девојки, крадат, лажат, се представуваат лажни. Лажат 99% тоа што се представуваат, не се тоа, 1% се само тоа. Се друго 99% е лага. И ти тоа го сакаш. Ти омилел гревот. Ти не го сакаш Исус. Ти не можеш да го сакаш животот на развратниците, како тие работат, како тие успеваат во бизнис, како тие се имаат, како тие супер си уживаат во животот, како ништо не страдаат. Ти не можеш да го сакаш тој живот, а да си Исусов. Ти не си Исусов. Христијани не си, Христов не си. Не си. На уста може велиш, може идеш тука на црква, ама не си. Господ тоа го знае. А зошто си во живот, проповедаше пасторот, може ти дава шанса Господ да се оправиш, да влезеш во спасението, да влезеш во Божиот живот, во визијата за твојот живот. Бог ти дава шанса, затоа си жив, као што вели. Но од кај да знаеш? Од кај да знаеш? Може ѓаволот, као што спомнав, има еден куп фактори. Не значи дека ако немојте да гледате на други луѓе. Не значи ако дека некој греши, не му е дозволено и после Бог ќе му сврти се на добро во животот, дека и тебе така ќе те биде. Не гледајте на други луѓе. Затоа што ти си посебен, пак ќе кажам, ти си друга позадина имаш, друго минато имаш, други предци имаш, друга иднина имаш. Бог
поинако може да гледа на тебе. Не гледа, таа греши сестра, и јас ќе си грешам, ќе си спијам со мажи сега, па после ќе се вратам кај Господ. Не гледај така. Не гледај така на животот, затоа што ти не знаеш што ќе ти се случи. Ти си поинаков, може ти да немаш таа среќа у наводници што викаат. Како таа сестра што ја имала, па се покајала. Може ти никогаш нема да се покаеш. Од кај знаеш? Не ризикувајте. Не си играјте со Бог и со спасението. Пак ќе повторам, некои од вас уживаат во гревот, во светските работи, во друштво на светски развратни луѓе. Што мислите? Дали тие луѓе го сакаат гревот или Исус? Одговорот е не го сакаат Исус, го сакаат гревот. И сега рековме дека молитвата е главниот мотор со кој ќе влезеш во благословите. Значи молитвата е главниот мотор на христијанинот. И со молитва се влегува во благословите Божји. Што Исус ти ги дал, оние благослови што Исус ти ги дал. Ти влегуваш во благословите Божји со молитва. Без разлика дали се молиш на разбирлив јазик, ромски или македонски, или се молиш во непознати јазици. А некои христијани се како кола која што нема мотор. Не се молат. А нели викаме молитвата е моторот? Запалиш, има мотор и брмчиш. А некои христијани не прават брм, само кјутаат. Идат на црква и се вака занесени, нешто, они се замислени. Кој знае, мислиш големи работи прават, мислиш научници. Научници се нешто занесени, замислени. Јас велам, окей, сите ние имаме бремиња. Сите имаме бремиња, грижи имаме, да, точно, понекогаш. Ама јас зборувам за став, дека тие луѓе таков имаат. Као нонстоп се нешто така се. Ти се молиш у црква, он раце скрстил, те гледа, го гледа пасторот како се моли, ме гледа мене, како се молам, интересна сум, еве како сум се облекла, тоа го гледа, окей. И тоа е добро, ма не, тоа не е целта зашто си дојден тука. Тоа не е целта. Ти треба да се молиш. И не само тука кога ќе дојдеш у црква, ајде у црква ќе почнеш, ќе те мотивира да ме помазанието што се излева во црква ќе те мотивира, него треба дома да се молиш. Моторот, значи молитвата е моторот со кој што ти ќе влезеш во благословите. Молитвата е моторот со кој што ти ќе влезеш во визијата за својот живот. Во визијата за својот живот. Запишете си, молитвата е моторот во кој што ти ќе влезеш за визијата за својот живот. Значи да се молиш дома, не само кога ќе дојдеш до црква. Почни да се молиш, ќе почнат добри работи да ти се случуваат. Почни да се молиш, добри работи ќе почнат да ти се случуваат. На тебе! На тебе! На тебе! Не на другите! Не на другите браќа, сестри, на тебе ќе ти се случуваат добри работи. Амен! И почни да веруваш освен да се молиш. И верата како клучен фактор. Ако немаш вера, моли Боже, дај ми вера. Дај ми вера, Господ, дај ми вера, Боже, дај ми вера која што истрајува, вера која што е истрајна, вера која што издржува. Значи, се што немаш ти моли. Дај ми, Господе, да го мразам гревот, јас го сакам гревот. Не икем да го сакам, дај ми да го мразам. Се што ти фали, ти моли. Молитвата е моторот за да влезеш во христијанскиот живот, во благословите Божи, во визијата за твојот живот. А без визија не можеш ништо да направиш. Не можеш да напредуваш ако немаш визија. Да, ќе го прочитаме тој стих. Значи, без визија не можеш да напредуваш. Нели, ќе го прочитаме стихот. Народот Божи гине ако нема визија. Народот Божи гине во Изреки. Ќе го прочитаме. Гине. Ти ќе погинеш ако немаш визија за својот живот. Ќе го изгубиш може спасението. Сега имаш спасение, ама ако немаш мотор, не се молиш и не влегуваш во визијата за твојот живот, може да го изгубиш спасението. Живееш ден за ден. Ден за ден се шлаеш кон незнабожците. Немаш визија. Дури некои незнабожци во светот имаат визија, ма да за зло имаат, што би направиле во животот. А за жал ние христијаните сме пасивни. Немаме визија. Што би било, како би било во животот? А зошто немаме визија? Пак ќе повторам, не молиме за да ја добиеме од Бог.
И не му веруваме на Бог дека може да ни ја даде. Дека сме ние некој нешто за Него. Не веруваме, не се вреднуваме. Пасивни сме. Како можеш да не се вреднуваш? Како може да имаш ниско мислење за себе? Кога Бог те нарекува посебен. Бог те нарекува посебен, а ти имаш ниско мислење за себе. Зошто? Оти ти рекол некој, ти имаш греф, нешто, ти си сгрешил, ти си ваков таков, па што? Може те разобличил во тој момент, ама то не значи дека таа етикета ти ја имаш. Може би ти било потребно да ти кажа дека ти си као Саул во овој момент. Лажен си, нешто. Ама то не значи дека ти си тоа. Разбирате ли? Не го прифаќајте тоа. То прифатете го за моментот. За моментот во кој што си, за да си влезеш во вистината, да си го засакаш Бог, да си го намрзеш гревот, затоа што ти ако си лажен, ако го сакаш гревот, ти си лажен, ти си као Саул. Ама тоа не значи дека ти треба тоа да го прифатиш и као ниско мислење за себе. Тоа треба во моментот да го прифатиш за да се покаеш. За да се покаеш, а не као етикета врз себе, врз својот живот и да се вреднуваш помалку. И да ја изгубиш визијата за својот живот, ако си ја имал. Или ако ја немаш, за да не ја бараш. И само да се шлаеш, ден за ден, ден за ден. И си мислиш, и само на грижите си предаден, дали ќе има денес за леп, дали утре ќе има за школување на децата, на внуците, дали она ќе има маж за мене, Господ. И само грижи, 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 и на крај ти доаѓа од тие грижи да врескаш. Или ќе одиш ќе се испокараш. Или ќе одиш ќе оговараш. Или ќе одиш злоба ќе сееш. Зошто? Не го даваш на Господ, не му веруваш на Господ, немаш визија. Правиш зло. Тоа е, така правиме, без визија. Или ако ја изгубиме визијата што сме ја имале, ако паднеме, така правиме зло. Место да продолжиме во Господ, ние правиме зло, паѓаме во грев, за жал. Значи, пак ќе повторам, почни да се молиш и ќе почнат добри работи да се случуваат во твојот живот. Ние го запознаваме Господ додека се молиме и растеме додека се молиме. Ти го запознаваш Бог, со молитвата комуницираш со Бог, го запознаваш Бог. Ако не го запознаваш Бог, ти немаш близина со Него. Нема да ти ги чуи молитвите, нема да го цениш. Ти кога ќе го откриеш Бог како снабдител, знаеш како ќе го цениш. И ќе му веруваш, утре задутре ќе му веруваш дека се ќе те снабди. Затоа што си го запознал еднаш, два пати, три пати. 5 години од твојот живот си го запознал. И ќе продолжиш. Ако си го запознал како лекар, ќе продолжиш да му веруваш. Без оглед у која ситуација си. Значи целта е да го запознаваме Бог. Бог има повеќе лица, нели рековме? Лекар, исцелител, снабдител. Едноставно сето тоа прибежиште наше. Сето тоа треба да го запознаваме Бог во секоја ситуација, неговиот карактер. Затоа ни се случуваат тешки работи. За да повикаме во молитва и Бог да ни помогне. Тешко ти е, осамен си, па Бог е твое прибежиште. Оди кај него, изјадај се, измоли се. Кажи му колку ти е тешко, колку си осамен, колку ништо поминуваш. Па затоа си осамен. Тешко ти е во бизнес, па Бог е твој снабдител. Сето тоа кое што ти е тешко, молитва, моторот за живот. Инаку животот ќе згасне во тебе, брате, сестро, ако нема мотор, молитва. Се одиме во молитвата Отче наш, Матеј 6:10 вели. Матеј 6:10 вели, нека биде волјата твоја како на небото, така и на земјата. Нели? Во молитвата вели, Господе, 6:10, нека биде твојата волја како на небото, така и на земјата. И сега што е ова? Нека биде твојата волја, Боже, како на небото, така и на земјата. И што значи тоа? На небото волја, на земјата волја. Која волја? Господова волја. Како? Па еве како. Кога ние велиме да биде Боже твојата волја, всушност се сложуваме со Бог да на земјата се случи она што Бог сака да се случи. Значи она што тој веќе го има на небото. За тебе, за мене, за црквата. Тој веќе има план. Тој веќе има визија за тебе.
Значи, оно што вели да биде на небото, да биде и на земјата твојата волја. Значи, Бог веќе има на небото план за твојот живот. Ти треба само да го фатиш во духот и да почнеш да го извршуваш тука на земјата. Да го откриеш. Да ја откриеш, значи, неговата волја. Значи, толкова зборуваме ние, волјата Божја да ја откриете. Да земеш маж, жена по Божја волја. Тоа значи да откриеш што Бог има план за тебе, за твојот живот и ти да го најдеш тој маж, жена тука на земјата. Оти Бог има план за тебе, Бог има визија за тебе, Бог има волја за тебе. Бог е визионер. Сакате ли да бидете визионери? Кажете гласно амен. Или сакате да сме луѓе кои што се шлаеме, живееме ден за ден? Бог е визионер. Бог е паметен. Бог она се имаше во умот како ќе биде, што ќе биде и се. Визијата ја ослободи и испланира. Значи, вие мора така да имате, да бидете визионери, волјата Божја да ја исполните, ама мора да го фатите. Планот Божји од небото да го фатите, што тој го има за вас, за да го исполните тука на земјата. Што е волјата? Нешто што личноста сака да биде по негово. Значи, вие мора да го фатите Божјиот план, Божјата волја, за да го исполните тука на земјата, да биде по Божја волја. Значи, по волја на Бог, а не по ваша волја. Значи, по волја на Бог, не по ваша волја. Ако вие се живеете по ваша волја, вие не сте во Божја волја и не исполнувате планот Божји, не исполнувате визијата Божја што Бог ја има за вас. А како ќе исполнувате визијата Божја, пак ќе кажам, Божјиот план за вас, ако не се молите да ја откриете која е визијата за вашиот живот. Ако не се вреднувате, ако не знаете дека сте посебни, дека Бог има план, Господе, почнете да барате. Што визија имаш за мене? Што план имаш за мене? Јас не сакам да го живеам животот ден за ден. Дури и за маж ти треба визија. Тоа што го проповедав пред минатата недела. Визија ти треба да знаеш што, како, чекорите што ги кажував. Визија мора да имаш, откровение мора да имаш. Откровение од Бог. Бог е визионер. И затоа викам, Бог ќе ти покаже кој маж е за тебе. Бог ќе ти открие, може би и од кај. Ако не ти открие, не е битно. Колку од христијаните си го живеат животот по своја волја? Колку од христијаните се претопени во Божјата волја? Ова што викам во Божјиот план, Божјата визија. Што мисли? Дај, кажете проценти да ве чујам. Кој што мисли? 1%, 3 до 5%, значи живеат по Божја волја. Имаат план, имаат визија. А така ли треба да биде? Божјиот народ вика гине затоа што нема визија. Гине Божјиот народ затоа што нема визија, затоа што нема план. Дури и некои се плашат да се препуштат на Божјата волја. Се плашат. Зошто се плашиш да се препуштиш на Божјата волја, кога Бог има се најдобро за тебе? Ако ти веруваш на вистина во Бог, зошто тој страв? Значи ти не му веруваш. Не му веруваш дека ни се ќе те спроведе. Не му веруваш. Не му веруваш. На уста велиш му верувам, ама во пракса не му веруваш. Затоа не ќе што си во Божјата волја. Се плашиш дека нема да просперираш. Нема да просперираш во Бог. А што вели 3 Јованова 1:2? 3 Јованова 1:2. Возлюбени, се молам со целата почит да просперирате и да бидете во добро здравје, како што вашата душа просперира. Ако твојата душа просперира во Бог, ако просперираш во визијата, како може и во реалното да не просперираш? Ти не го познаваш Бог. Време е да почнеш да го запознаваш Бог. Време е да почнеш да го откриваш Бог. Кој е Бог? Ти имаш крива слика за Бог. Крива проекција имаш за Бог. Не знам зашто имаш таа слика. Може би е проклетство, може би е лоши примери околу тебе. Може би ѓаволот ти дал да мислиш дека е лоши примери. Може би ѓаволот ти дал само црното да го видиш. Да. Али тоа не е тоа. Тоа е лага. Божјата волја за тебе е ти да просперираш. Но како ќе просперираш во нешто, во Бог, ако не ја знаеш Божјата волја за тебе? Еве пак, како ќе просперираш во Бог, ако не ја знаеш Божјата волја за тебе?
Како? Нема, ќе се шлаеш. Како едно бродче на море. Нема кормило. И ако нема кормило, тоа бродче што прави? Целува, така. Бродчето на море. Нема кормило. Некои од вас немаат кормило. Го немаат Светиот Дух во водство, за водство. А сето тоа не се ослонуваат на Светиот Дух, не се ослонуваат на Бог, и немаат визија, се плашат. Се плашат за својот живот, се плашат да сведочат, се плашат. Вака така, бе секи правиш онака како што Бог ти вика. Бог ќе ти рече проповедај, проповедај, Бог ќе ти рече сведочи, сведочи. Бог има цел зашто ти го кажува тоа ако ти ја следиш Божјата волја. Па ќе страдаш, па нормално е кога ќе страдаш, али на крај крајава словото вели, блажени се оние што страдаат за Бог. Ти си блажен ако страдаш за Бог. Како ќе просперираш во нешто со Бог ако не ја знаеш Божјата волја за тебе? Повторувам. Многумина христијани не ја знаат Божјата волја за својот живот. Го живеат животот препуштени на околностите, како бродче се лулаат. Околности денес има, утре нема, и ништо, ни се молат, ни врзуваат, не знаат. Некои од вас не знаат да врзат, ким дојде похота. Младиве, ким дојде похота и ќе отидат ќе спијат со дечко девојка, или ќе се пипкаат, ако не одат до спиење. Може и ќе спијат ако другата страна се согласи. Ама не е битно. Како и да е похота ќе им дојде. Не знаат да речат похота оди си од мене во име на Исус Христос од Назарет. Пошто ти ако си у визијата, ако те нападне похота, ти ќе знаеш да ја врзеш и да се справиш со неа. Ако јас сум можела така да се справувам и се уште, зашто вие да не можете? Што мислите? Такви работи не доаѓаат врз мене и врз пасторот поради вас? Ако во црква има грев, тоа доаѓа врз нас, ние мора да се справуваме. Исус се доживеа. Или мислите тие што се во брак не доживуваат? Така мислите, се лажете. Затоа што тоа доаѓа, може би, како тестирање од Бог, али може би и поради гревовите на други браќа, сестри, кои што се во грев во тоа. Дури ако не се справиш со тоа, ако имаш мисли, а си во брак, имаш мисли за похота, а си во брак со други мажи и жени, а не го правиш во дело, и тоа е грев. Не треба да имаш такви мисли. Ти ако не си женета, имаш мисли за похота со некој си. Дечко, девојка, тоа е грев. Ако не знаеш ти да ги избркаш тие мисли со тоа и леле како ќе ти биде, ќе се гушкаш, ќе се бакнуваш, ќе ова, ќе оно, тоа е грев. Ти ако не можеш да му речеш похота оди си од мене во име на Исус. Што ти е тогаш оружјето? Си го оставил мечот. Мечот си го оставил, се влече по тебе и одиш ти. Ке си одиш, ке се бакнуваш малку, ке се гушкаш малку, ти си осамена си. Ти треба. Не ти треба. То ѓаволот ти излажал. Ти излажал, мечот го влечеш позади себе, вместо да му речеш осамено се оди си од мене, похота оди си од мене. Во име на Исус. Нема да грешам пред Бог. Ќе победиш тоа искушение и ќе одиш напред. И се следното. Едноставно живеете, дај што даш, без визија. Изреки 29:18. Изреки 29:18. Секи ви прочитам еден превод за овие стихови. Вели, каде нема откровение пророчко, народот се разуздува, а кој го пази законот е блажен. Или, овде јас го имам, без откровение од озгора, народот е нескротлив, а кој го пази законот е блажен. Значи, христијаните што не ја знаат Божјата волја, тие немаат визија за својот живот. Не може ти да не ја знаеш Божјата волја за дечко. Ти немаш визија. А зашто немаш визија? Не молиш. Не може ти, млада девојка, сестра, да не си се посветила за дечко, на основното, а само да кукаш. Немам дечко, немам маж, немам ова, немам она. Па тоа ти е основното во животот. Ако си завршила факултет или не студираш, или работиш било што, и мислам, си дошла до степен во кој што кукаш веќе, немам дечко, немам маж, или толку притисок ти прават од дома, или од било каде.
притисок имаш врз тебе во однос на таа област. Па посвети се на Бог. Што чекаш? Тоа Бог дозволува да дојде толку притисок врз тебе за да се посветиш на тоа. Време е да се посветиш. Не она само Господе дај ми дечко. Не, да викаш, да кукаш, да молиш. А кукаш, молиш во смисол пред Бог и то секој ден. Оти кога ти е тешко, ти викаш кон Бог. Не одиш ти во грев да се релаксираш, оти многу притисок ми прават дома. И кидам малце да се релаксирам со некој си друг дечко, да се релаксирам малце. Многу сум осамена, многу притисок ми прават и ајде малце да се пипкам со некој си. Во грев. Се разуздува, вика, ти немаш откровение, затоа си се разуздал. Разуздала сестро, брате, си се разуздал. Ти немаш откровение. Откровението ќе те држи, кога ти имаш откровение за маж, за жена, тоа ќе те држи да не се разуздаш со било кое што ќе ти се појави на патот. Светска или несветска, христијанка или не христијанка. Ти ако имаш откровение, проповедав минатиот пат какво откровение вие треба да имате. Кој какво откровение според повикот во Бог. Проповедав. Ако имаш ти откровение од Бог, тоа ќе те држи. Мене откровението за маж и како што ќе биде, тоа ме држеше да не се разуздам, да не сгрешам пред Бог. Да не отидам со сите удварачи што ми се удвара, јас бев многу осамена. Мислите дека јас не го поминав тоа? О, прашајте го Бог ако мислите дека не сум го поминала. Таа осаменост, таа отврленост. Која отврленост, кој понижување? Ама ние за Христос треба да трпиме понижување ако сме решиле Божјата волја да ја оствариме. Вие не сте решиле Божјата волја да ја остварите. Вие не трпите понижување, многу сте горди. Суетни сте. Некој нешто ќе ви каже готово, не сакам тој, не сакам таа, не сакам вака, не сакам. Абе Божјата волја, за Божјата волја секи истрпиш. Амен, спремни ли сте за Божјата волја се да истрпите? Кренете раце. Амен. Тогаш ќе трпите понижувања, бидете спремни на понижувања. Понижувања, брате, сестро, понижувања. Тој што Божјата волја ја сака, ќе трпи понижувања, мора да сте спремни. Ако не ја сакаш, окей, шлај се. Затоа ќе си имаш 2-3 брака, ако не си имаш 2-3 брака, ќе си имаш не знам шо, и так. Нема друго, ние немаме друго. Кај кого бе, брате, сестро, ќе отидеме? Јас си викав, ко Петар бев, Господе, ова треба да го поминам, ова треба да го истрпам. Викам, ајде, ако не го истрпам, окей, ај не икам да го истрпам. Па кај кого ќе идам? Зар имате кај кого друг да идете, освен кај Бог? Освен Бог и Божјото, немате, бе, брате, сестро, немате. Имаш ли некој друг ти тука на земјата кај кого ќе идеш? Немаш. Зато зошто ја отврлаш Божјата волја? Зошто ја отврлаш визијата за твојот живот? Немаш. Не губи време повеќе. Не губи. Не се разуздувај. Како вели? Каде нема откровение пророчко, народот се разуздува, кој го пази законот е благословен или е среќен. Значи во тоа има среќа. Ај среќа термин користам. Не благослов, затоа што е благослов, али да разберете, кога ти го пазиш законот, ти имаш визија, ти имаш среќа. Јас ќе застанав на молитва колку и да бев понижена, а бев понижена и плачев, имав среќа во тоа, Господ ме охрабруваше. Ми зборуваше, вика, вака ќе биде, така ќе биде, ако не се секира, ме теши Бог. Има среќа во тоа. Кој го пази законот е благословен. А можев да се разуздам. Можев. Да отидам со овој, со оној. Можев. Мислите, аз немав прилики или пастор Борче? Па сега сме тука кај што сме. Не, имавме. И имате и вие, затоа ви зборувам. Имате и вие, затоа ви зборувам. Не прифаќајте такви прилики какви што ви се нуди. Кој што ви нуди ѓаволот, кој што ви нуди светот. Не се подценувајте себе си. Почнете да се цените веќе себе си. Вие сте посебни. Бог не испланирал за тебе просечен живот. Бог испланирал за тебе посебен живот. Посебен. Не така како што предците ти налагаат. Или родителите, или било кој. Посебен. Надприроден живот Бог испланирал за тебе. Не просечен, него надприроден живот.
Надприроден во кој што ќе живееш ностоп со Божји откровенија, со Божја милост, со Божјо избавување, во кој што ностоп ќе сведочиш, ќе имаш сведоштво. Вака немате сведоштво. Затоа и не сведочите, ти немате што да им кажете на незнабожците. Немате. Не знаете што да им кажете. И толку и си кјутите, се радуваме. Се излегувате со нив, се дружите, па немате сведоштво. Немате визија, немате сведоштво. Немате откровение од Бог за неговата визија. Немате откровение за визијата на Бог за неговиот план за вашиот живот. А нормално тоа опфаќа за младите маж, жена. За возрастните опфаќа бизнес. Ти не можеш да се впуштиш во бизнес, во работа, ако тоа не е Божја волја. Ти не можеш црква да градиш со било кои луѓе, како луѓе, што луѓе, ако тоа не е Божја волја. Ти мора да имаш визија, да го знаеш Божјиот план. Ти не можеш да одиш во странство некаде или било што да служиш, да патуваш, ако ти тоа не е дел од твојата визија за твојот план за Бог. Од Бог мислам за твојот живот. Што и да направиш, мора да имаш визија, мора да имаш план за својот живот. Од Бог. Значи, Божјата волја за тебе да биде како што е на небото, како што Бог веќе го има на небото, само ти во духот да го фатиш, во молитва да го фатиш, да ти се открие откровение, визија, затоа што вели, без откровение ќе погинеш, народ, или ќе се разуздаш, тоест ќе погинеш, ќе влезеш во грев, затоа мора да го фатиш тоа откровение, таа визија, за да не погинеш, да не се разуздуваш, за да оствариш Божјата волја тука на земјата. Многу умни христијани го немаат како кормилар Светиот Дух во нивните животи. Затоа не се во Божјата волја. Значи рековме, визија или откровение. Каде нема откровение пророчко, народот се разуздува, или визија. Каде нема визија, народот се разуздува. Затоа сте разуздани. Затоа живеете во грев и после викате, Господе, дај ми сила да го победам гревот. Дај ми сила, Господе, гревот. Леле, Господе, немам сила, дај ми сила. Па како ќе го победиш гревот ти кога немаш визија? Ќе погинеш. Ќе се изгубиш. Не знаеш визијата, со радост да ја фатиш, Бог има ова, то ти дава сила. Значи, желбата, тоа што гориш за Исус, имаш визија, тоа ќе те даде сила и победа над гревот. Доаѓа ли мува на вжештена рингла? Не. Па ти ако си вжештен за Бог, ако имаш визија, ако гориш за Бог, гревот нема да дојде? Мувата нема да се спушти. Така и гревот нема да се залепи за тебе, ќе го победуваш, ќе имаш сила да го победиш. А не дај ми сила да го победам гревот. Па не можеш да го победиш ако си ја изгубил визијата за Бог, а си ја имал. Не можеш. А оние што никош не ја имале, барајте ја, визијата од Бог за вашиот живот. Значи, тоа е пророчко откровение за твојот живот. Тоа е визија како да го живееш животот. Кон што да се стремиш за Бог во животот, што да постигнеш додека си тука на земјата. Што да постигнеш, во што да се впуштиш, што да работиш, дали, пак ќе кажам, дали бизнис, дали да се впуштиш во служба или било што. Бог ќе ти даде едноставно насока. Имаш ли визија, план за својот живот? Дали си во Божјата волја? Нека биде Боже твојата волја, како што е на небото, така и на земјата. Божјата волја на земјата да биде во мојот живот. Оваа земја, јас сум земјата, да. Дали твојот живот е подреден според Божјата волја? Или си велиш, што ќе биде со мојот живот, нека биде. Затоа што ние не сме како другите. Ние треба Бог да го бараме, Бог да го следиме. Ко ти велиш, Боже, да биде твојата волја во мојот живот, ти всушност влегуваш во планот, визијата, што Бог го има за твојот живот. Значи, ко велиш, Боже, твојата волја да биде во мојот живот. Како на небото, така и на земјата, во мојот живот. Значи, ти влегуваш во планот, во визијата што Бог ќе има за својот живот. А Бог има план, визија за секој еден од тука. Некој од вас сте повикани, имате повик Божи да проповедате, да евангелизирате, да исцелувате и вие мора да влезете во тоа. Мора да влезете. А не може да влезете ако не сте посветени, не се молите. Не го барате тоа од Бог. Служители. Ако сте служители, посебно ќе треба да се посветите на оваа тема. И секој еден друг
Али за таквите служители, лидери во Божјото царство посебно нешто треба. Значи, кога ти велиш да биде Божја твојата волја, то значи Божјата волја да биде, Божјиот план да се оствари во мојот живот, во моето семејство, во мојата црква, во мојата држава. Исто. Исто и тоа значи. Значи, освен во тебе самиот и твојот живот, и се друго ова опфаќа. Твојата волја во нашата црква, во нашата држава, Господе, да биде. Твојот план, твојата визија за Македонија, твојот план, твојата визија за АРЦ. Господе, обнови ја визијата за АРЦ што имаше ти за нас. Ако не е Божјата волја во твојот живот, ти си како бродчето без кормилар. Или си како животните, како коњите. Ти си разуздан. Ти си во грев. Како животните си. Разуздан. Немаш откровение, немаш визија, ти си разуздан. Се шлаеш. Си го трошиш времето без врска. Си го трошиш. Разуздан си. Словото вели, не јас. Ако немаш визија. А то не му е угодно на Бог. Да си разуздан, да сум разуздана, да сме разуздани. То не му е угодно на Бог. Бог го мрази тоа да сме разуздани христијани. Као животните. Као коњите. И сега коњот е добро животно, например. Коњот има огромна сила, нели? И коњот е благородно животно. И може да го употребиме да влече, да носи неговиот потенцијал. Да, ама кога е во ред, кога е кроток, мирен, кога е во ред. Ама кога е разуздан коњот, ајде впрегнете го да ора. Ставете му кола да вози, а коњот разуздан. Ќе влече ли колата? И па така и вие. Ако сте разуздани, како ќе го исполните Божјиот план за вашите животи? Тоест ние. Ако сме разуздани, како ќе го исполниме Божјиот план? Како животните сме. Сакам пари. Сакам нова кола. Доста беше. Доста беше веќе. Да ми купиш нова кола, мажу. Тоа е разузданост. Да, повеќе пари дома да носиш. Тоа е разузданост. Тоа е грев. Ти веќе си се предала на гревот. Ти како мајка ми треба да бидеш. Мајка ми се дома ми готвеше, ми чистеше, се. А ти не си таква. Зашто не си као мајка ми? Ти си се предал на грев, одма што ми ја споредуваш жена ти со мајка ти. Тоа готова споредба правиш, ти си на грев предаден. А да не зборувам споредби во кревет. Таа што спие впред, тоа беше подобро од тебе. Ого, разуздан конј. Разуздан конј. Тоа се вика разуздан конј. Ти си разуздан конј. Божиот народ, ако нема визија, план за својот живот, ако не е во Божјата волја, е разуздан и некорисен. Некорисен. Нема ништо да направиш за Бог на земјата. Нема. Не зборувајте на уста. Христијани сме овона. Нема. И вие само ќе го посрамите Бог. Тоест, ние ќе го посрамиме Бог, ако сме такви, разуздани. Ќе го посрамиме Бог, може да се случи пред време да заминеме од оваа земја. И на крај краева, може би, најлошата варијанта да го изгубиме спасението. Најлошата варијанта. Затоа што и да заминеш пред време, ако Бог те спаси, супер. Го посрамиш Бог, па се покаеш, окей. Ама, од кај знаеш? Може и спасението. Не ризикувајте повеќе. Бог кој ги создаваше небото, земјата, темнината, светлината, денот, ноќта, водата, океаните, морињата, езерата, тревата, дрвјата, сонцето, месечината, звездите, животните со еден збор ги создаде. Ова е во 1 Мојсеева 1 глава. И во 1 Мојсеева 2:7 вели, човекот го зеде во раце и му вдахна животворен дух, нели? Од прав зеде и му вдахна, значи во раце. Со раце го направи човекот. Зошто го направи Бог човекот со раце? Имаше план, имаше визија за човекот. Тој вдахна
вика дух во него, значи вдахна визија. Вие во својот дух ја имате визијата од Бог за вас. Само треба да ја откриете. Во вашиот дух е похрането тоа, похрането, складирано. Затоа вие се осеќате под осуда кога сте разуздани и кога грешите, затоа што визијата во вашиот дух вели поинаку. Ти човеко треба поинаку да живееш. Затоа си под осуда. Визијата ти вели ти поинаку треба да живееш, затоа што тоа е складирано во твојот дух. Бог е визионер и го складираше тоа во твојот дух, уште кога го создаде човекот. Адам кој го создаде. Значи човекот е нешто посебно. Бог сакаше со човекот да има контакт, како што реков, имаше визија. Ја стави својата волја во него. Волјата ја стави во него. Визијата ја стави. Пак ќе повторам, ти кога грешиш, зашто си под осуда? Затоа што во твојот дух е складирано дека ти не си по Божја волја, не си по Божја визија. Визијата ти е складирана во духот. Одиш контра на Бог. Оти визијата ја имаш човеку. Само треба да ја откриеш. А како ќе откриеш ако се посветиш на тоа во молитва и го бараш Бог сето тоа? Бог не допираше додека не создаваше, се поврзуваше со нас додека не создаваше. Бог сака да има контакт со нас. Не допираше. Затоа и сака да сме во контакт со него цело време. Да откриваме визијата тука на земјата. Например, ако немаш визија за брак, каков треба да биде твојот брачен партнер, ти си како разуздан коњ. Повторувам работи се. Некој од вас дури се сомневаат дали треба да биде христијанин. Дали христијанин треба да биде, некој се сомневаат. Страшно. Проповедав за тоа. Ти ако не знаеш што да бараш, гледаш за овој живот, ќе се предадеш на похоти. Дали требало да биде верник или не? Какво прашање е тоа? Какво прашање е тоа дали требало да биде верник или не? Мажот, жената. Па кој си ти? Ти си христијанин што такво прашање поставаш? Па тебе срцето треба да ти каже. Ако Бог ти е во срцето, Исус ако ти е во срце, треба да ти каже каков треба да биде. Ако не ти Исус во срце, нормално ќе ти вика, неверник нека е, само нека е богат, нека има титула, нека има пари, нека има човечка слава. Тоа не ти го зборува Исус, тоа ти го зборува ѓаволот. Ѓаволот вели човечка слава, човечка слава, човечка слава. Тоа не е визијата што Бог ти ја дал. Тоа ѓаволот ти дава визија за таков маж жена. За девојките. А за мажите да биде лепотица, да биде висока, убави нозе, тенка, висока, убаво лице. Или не знам, дури они веќе се да има пари, младите не се како нашите генерации што бевме. Мажот се знае, жената се знае, жената треба убава да биде, мажот треба ситуиран да. А сега веќе има, вие сте млади, друго нешто се изопаче, веќе машките се по пари. Освен тоа да има и пари. Бизнисменка да биде, ваква да биде, таква да биде. То Бог ти го зборува. Или ѓаволот. А шо ако е скромна некоја фина го бара Бог? Копне е по Бог, се моли во јазици, пробива, посветена на Бог и ти ја одбиваш. Она чека да ја најдеш, да секој еден од вас има. Вие само си губите време. Што повеќе сте во гревот, толку понесреќни ќе сте. И толку повеќе нема да ги добиете благословите. Или за бизнес. Што повеќе си како разуздан коњ, толку повеќе нема да просперираш, како што вели во Прво Јованово. Душата нема да ти просперира, на тој начин нема да ни финансиски да просперираш. Не знаеш визијата, не го знаеш планот од Бог. Некои од вас излегуваат со светски луѓе и барат брачни партнери помеѓу светски луѓе. Доста беше, браќа, сестри. То не е Божја волја да барате меѓу светски луѓе брачни партнери. Не е Божја волја, ви кажувам. Морам да ви кажам, не е Божја волја да барате брачни партнери меѓу светски луѓе, меѓу неверници. Дури да е неверник, Бог ќе ти го донесе на твојот пат. Ама ти си го живееш животот, ти си го бараш Бог и Бог ќе ти даде да го сретнеш и како што реков, тој ќе се обрати, ќе иде у црква, ќе подоткаже плот на покаяние, а не ти додеш по светот да го бараш, да ти е тоа оправдание.
Не, ти си идеш во црква, си се дружиш со браќа и сестри и Бог на твојот пат ќе го донесе. А не ти со светски луѓе се дружиш за да го сретнеш. Ти си во грев, ако имаш такви ставови. Ти го сакаш светот, ја сакаш човечката слава. Ај сега во похота. Излегување со светски луѓе, барање на брачен партнер, разуздан конј. Оти не си барал од Бог да ти даде визија за брачниот партнер, да ти го прочисти духот, душата, телото. Затоа секој следен можен кандидат кој ќе ти го донесе ѓаволот може да те наведе на блуд, сестро, брате. Некои па дури одат до таму што се женат, мажат за такви. За жал. Зошто сте така лесномислени? Тоа се вели лесномисленост. Лесномислени, со лесен ум. Плиток ум. Си размислил ли што ќе биде со твоето спасение ако се мажеш жени, што тако? Па што ако има пари? Па што ако има титула? А братот од црква нема титула, нема пари. Ама го сака Бог. Твоето спасение е сигурно. А барајки го Бог, со него заедно ти ќе имаш и пари. Ќе просперира душата твоја, ќе имате пари. Ама ако го барате Бог, ако визијата од Бог ја барате, ако бараш само пари, ќе добиеш, може би пари, ама ќе го изгубиш спасението. Кој што бара ќе најде на овој свет? Бараш пари, пари ќе добиеш. Бараш титули, титула добиеш. Бараш спасение, спасение ќе добиеш, а со спасението и се друго. Бог нема да те остави. Зошто толку лесно си го давате спасението и радоста ќе изгубите. Ќе изгубите радоста. Во грев со светски луѓе радоста ја губите. Или со погрешен дечко, девојка, ја губите радоста. Ако контактирате со погрешен дечко, девојка, па дури и христијанин да е. И ако сте изгубиле радоста и се бафтате, као што спомнав, се вака, така, се едно исто, глупости, се нешто докажувате, вие и немате радост. Очигледно дека нешто тука не е во ред. Изгледа погрешена за вас, погрешна. Млади луѓе, аз се извинувам, но јас во вас гледам многу себичност. Многу себичност. Извинете за ова што ви го кажувам, ама многу сте себични, многу сте суетни, многу суета гледам во вас. То го има и во старите. И во нас старите го имаме, во младиве ми отскокнува во црквата. Ми отскокнува. Во секој еден од нас има суета, за жал. Има и во старите. И себичност. Ама во младиве многу има себичност. Такви генерации сте, таков и светот и тоа доаѓа врз вас, за жал. Не примајте од светот работи. Не следете го светот. Тоа ствара во вас грев. Некои од вас, се важи за цела црква, направиле прекјутен договор со ѓаволот. Ќе идам во црква додека да добијам кола. Ќе идам во црква додека да добијам стан. Ќе идам во црква куќа додека да добијам. Ќе идам во црква додека да добијам жена, маж. Направиле прекјутен договор со ѓаволот. Скршете ги тие прекјутни договори со ѓаволот. Ќе идам во црква додека да бидам лидер. Скршете ги тие прекјутни договори со ѓаволот, затоа ќе идам во црква додека да добијам исцеление. Тоа ве води во губите спасението. Ви идете во црква ради Бог, за да го прославите Бог, да му служите на Бог и за да ја барате Божјата волја за вашиот живот и да направите црквата да просперира. Неверници да носите, да се обраќаат. Сведо што да бидете, вие затоа идете на црква, а не за да добиете нешто во црквата. Тоа се нарекува корист. А што вели Словото за користолюбците? Тие нема да го наследат Царството Божјо, вели за користолюбците. Што ми имаш таква нешто прекјутен договор со ѓаволот, идам у црква само да ме излечат, идам у црква само кола да добијам, идам у црква бизнисот да ми просперира, идам у црква жена да добијам маж, тогаш значи ти си користолюбец и немаш спасение. Си на пат да го изгубиш спасението. Или си го изгубил веќе.
А на уста велиш Исус, Исус, и затоа немаш радост. Затоа немаш радост. И затоа не се молиш. Мртвило. Мртвило, тоа се нарекува мртвило. Пасивни. Некои луѓе никогаш не помислиле дека Бог има план за нивниот живот, затоа што никогаш во целост не го предале својот живот на Бог. Не го предале својот живот на Бог. Се плашат, као што реков, да го предадат, како да Бог е мачител. Не баре Бог е ѓаволот. Не баре Бог е ѓаволот, па сега ќе ве мачи вас Бог. Положете го стариот човек, за да новиот човек во вас воскресне во визија и во Божји план. И не живеете повеќе според околностите. Сега, кој сака да прими визија од Бог за својот живот, план, излезете напред, ќе се молиме, ќе ве водам во молитва. Да, кратко, али едноставно да прокламираме да дојде благослов врз нас. Да. Кратко ќе биде визија, план за Божјиот живот. Ако сте имале, ако сте го изгубиле, како и да е, секој еден што сака визија, план за Божиот план, Божјата визија за неговиот живот, излезете и сега ќе ве водам во молитва, повторувајте по мене. Господи Исусе Христе, доаѓам пред Тебе. Боже Исусе Христе, прости ми што живеев светски, што живеев по визијата на ѓаволот, а не по Твојата визија. Прости ми што живеев под осуда и во грев. Господе, прости ми што не ја барав Твојата визија и Твојот план за мојот живот. Те молам, прости ми, Исусе, и очисти ми, Исусе, преку Твојата света крв. Исполни ме, Господе, со Светиот Дух. Господи Исусе Христе, јас ја барам Твојата волја, Твојата визија за мојот живот. И Те молам, Господе, во секоја една област да биде Твојата волја во мојот живот. Во секоја една област да биде Твојата волја во мојот живот. На поле, на брак, семејство, работа, бизнис, факултет, школување, црква, служба. Нека биде, Оче, во име на Исус. Амен. И сега повторувајте по мене, значи ќе се молам на кратко и ќе повторувате по мене, ќе скршиме проклетства, наследни врз вас што доведуваат да не ја барате Божјата волја, али јас прво ќе се молам, па ќе ви кажам кога вие. Господи Исусе, јас Те славам, Боже, Те благословувам, Боже Исусе Христе, фала Ти за сите овие луѓе, Боже, што се тука излезени, Боже, јас Те молам да го излееш Твоето помазание врз сите овие луѓе, Боже, Твоето помазание излеј го, Господи Исусе Христе, излеј го, Господе, Твојот Свети Дух, сите овие луѓе, Боже, се излезени, Господе, го бараат Твоето лице, ја бараат Твојата волја, ја бараат Твојата визија. Јас Те молам да секој еден тука што е излезен, Господи Исусе Христе, да го намрази гревот, Господе, да го намрази гревот, Господе, како мене што ми даде да го намразам гревот, а го сакав гревот, го љубев гревот, Боже. Јас Те молам, Боже, да секој еден тука што е излезен, да го намрази гревот, Боже, да го намрази гревот, Господи Исусе, да го намрази гревот, Боже, секој еден, Боже, да го намрази гревот, Боже, да го намрази гревот, Боже, да го намрази гревот, да го намрази гревот, да го намрази гревот, да го намрази гревот, Господи Исусе Христе, Боже, излеј го Твоето помазание, Господе, секој еден што е излезен тука да го намрази гревот, да го намрази гревот, ора шандара да красандара, омраза нека падне, омраза кон гревот нека падне сега врз црквата, омраза кон гревот нека падне, омраза кон гревот, Господе, омраза кон гревот, ора шандара да красандара, секој еден да го намрази гревот, да го намрази гревот, Исусе,
Исусе, Господе Боже, излей се, Боже, омрза кон гревот, Господи Исусе Христе Боже, секој еден, Боже, да го намрзи гревот, ора шандара да красандара, омрза кон гревот, Господе Боже. Ора шандара, Господи Исус, повторувајте се, јас спомене, Господи Исусе Христе, јас доаѓам пред Тебе, и те молам, сите проклетства, што се дојдени врз мене, поради предците, за да не можам да ја барам визијата, планот за мојот живот, нека бидат скршени во име на Исус Христос. Ги кршиме сега сите проклетства што се дојдени преку предците врз мене во име на Исус Христос од Назарет. И одлучувам да ја барам Божјата волја, Божјата визија за мојот живот. Во име на Исус. Амен. Господ нека ве благослови. Алелуја.